Почитувани гледачи, драги пријатели, браќа и сестри. Ја гледате третата емисија од серијалот Евангелска вистина и овој пат ќе говориме на тема за плодот. Отец Ивица, зошто овој текст и зошто оваа тема? Минатата емисија говоревме за темата еден единствен и троичен. Го објаснувавме оној евангелски текст од Светото Евангелие според Јован 14 глава. Всушност тоа е оној разговор на нашиот Спасител со своите апостоли на тајната вечера. И всушност и овој текст на кој денеска ќе посветиме внимание, посветен за плодот, и исто така од разговорот на нашиот Спасител со своите апостоли, тоа е всушност 15 глава од Евангелието според Јован. И таму Христос говори за тоа дека целта на неговото доаѓање во овој свет, целта на спасението на човештвото, целта на неговата откупителна жртва, целта на неговото учење, целта на испраќањето на Светиот Дух, целта на формирањето на црквата, целта на нашето постоење во овој свет е плод, да принесеме плод. Всушност, денеска ќе говориме за тоа, за кој суштиност плод станува збор. Да, предлагам да го, како и секојаш, да го видиме текстот и да продолжиме со дискусијата. За да нашите гледачи можат по-внимателно да го следат целиот процес на објаснување на овој многу битен суштински текст. Да. Јас сум вистинската лоза, мојот отец е лозарот. Секоја прачка во мене што не дава плод, тој ја отсекува, и секоја која што дава плод ја очистува за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие прачките, и кој што е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачката и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе изгорат. Ако останете во мене и зборовите мои останат во вас, тогаш што и да посакате барајте и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, ако вие принесувате многу плод и ако бидете мои ученици. Како што ме возлюби Отецот и јас ве возлюби вас, останете во мојата љубов. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во мојата љубов, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Никој нема поголема љубов од оваа да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели ако го вршите она што ви заповедам јас. Не ве нарекувам веќе слуги, зашто слугата не знае што работи господарот. Туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесете плод, и плодот ваш да остане, та што и да посакате од Отецот во моје име да ви даде. Оваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тога светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ме мрази. Отец Ивица, го слушнавме текстот и гледаме дека овде Исус им се обраќа на апостолите: јас сум вистинската лоза и мојот Отец е лозарот. Може ли да објасниме оваа парабола? Што всушност е лозата, кој е лозарот и што е плодот од лозата? Значи, секогаш кога внимателно го читаме евангелскиот текст, секогаш кога се обидуваме да разбереме како нашиот Спасител, вотоловениот Син Божи, кој стана човек, значи самата вистина, самиот Син Божи, самиот Бог, преку телото на Исус од Назарет,
ја објаснува вистината така како што е. Но, брат Ведран, да се говори за вистината, а особено со луѓе од овој свет, кои навистина имаат проблем со тоа во својот ум да разберат што е тоа всушност вистина, во вистинска смисла на зборот, не е лесно. И затоа Христос користи параболи. Значи, нешта од овој свет, тој ги користи примерите од овој свет, за да преку примерите од овој свет долови некоја духовна вистина. И сега, во рамките на тој разговор што тој ги има со своите апостоли, познато Јудеја со своите лозија и така натаму, го користи тој пример за лозата. Вели Христос: јас сум вистинската лоза, мојот отец е лозарот. Секоја прачка во мене што не дава плод, тој ја отсекува, и секоја која што дава плод ја очистува, за да принесе повеќе плод. Што сака, значи, нашиот Спасител да каже со овој пример, всушност? Свети Јован Златус, за мене мислам дека најсуштинско така влегол во објаснувањето на ова што го говори нашиот Спасител, вели дека Христос говори за себе дека е вистинската лоза. Значи во 14-та глава, значи во претходната емисија, ние објаснуваме за тоа кога Христос говори: јас сум патот, вистината и животот. Всушност, ова е на еден начин нешто слично. Јас сум вистинската лоза. Значи, во овој свет има многу правци. Значи, има многу насоки. Но кој е вистинската насока? Кој е вистинскиот пат до вистинската цел и кој процес на живење ќе не донесе до вистинскиот плод на нашето постоење? Тука е. И затоа Христос вика: јас сум вистинската лоза. Значи, јас сум оној кој ви овозможува, значи, да дојдете до вистинскиот плод, односно да дојдете до реализација на своето битие, на својата личност, да се реализирате, да станете Бого слични суштества, да се уподобите на Бога, на неговите својства, да стекнете вечно постоење, да стекнете полнота на добрина, полнота на љубов, полнота на мир, полнота на спокој, на радост. Значи, исто така и да се спасите, да се ослободите од злото, од гревот, од смртта, од духовната успиеност. Тоа Христос го кажува. Нема друга лоза, односно нема друга насока, нема друг пат, кој може да не донесе до вистинскиот плод. И потоа вели Свети Јован Златус: Христос не објаснува за коренот, за тоа како лозата и така натаму знаеме на кој начин почна коренот на вистинската лоза со ово плутувањето на Синот Божи кој стана син човечки. Тој дојде во овој свет. Со проповета на вистината, тој го пушти коренот на вистинската лоза. И колку повеќе се ширеше вистината во умовите и во душите и на неговите апостоли, а потоа и на многуми на други, таа лоза се повеќе и повеќе растеше, односно вистината се ширеше во овој вако свет. И Христос вели: вие сте прачките. Значи, секој од нас, значи, добива живот, како прачката кога е на лозата, таа прима живот од самата лоза, односно животна енергија, прима животен сок, прима храна од самата лоза. Како што и ние кога сме со Христос, односно кога му веруваме на Христос, кога сме негови, кога преку крштевањето, преку причестувањето, преку исполнувањето на неговите заповеди, преку предавањето на нашиот живот на него како наш Спасител во силата на Светиот Дух, ние стануваме негови прачки, односно стануваме едно со него. Значи, стануваме негови. Значи, влегуваме во лозата, односно го пиеме тој живоносен сок на неговата вистина. И сега, Христос вика: а Отецот, он што го испрати нашиот Спасител, е лозарот. Тој е оној па што води сметка за целиот тој процес на растење преку силата на Светиот Дух. Сега, Христос вели дека има прачки. Да, и ти ги кажа сите позитивни аспекти на... Да, но има и негативни. Да, но тука вели има и прачки што не даваат плод. Да, значи, проблемот со човековиот избор, проблемот со човековата волја, проблемот со човековата несвесност е проблем
за кој говори нашиот Спасител. Значи, има и такви, значи, кои го прифатиле него, значи тој говори за своите апостоли, говори за своите ученици, ние гледаме дека после тоа Јуда, слушајќи го ова, ќе отиде и ќе го предаде. И многу други ќе се исплашат. И тие прачки се на лозата, се на лозата, да. Но и многумина, еве, ако ја следиме историјата на црквата, ние ќе видиме многумина кои се декларираат како Христови ученици, како христијани, дури свештенослужители, свештеници, односно презвитери, епископи, патриарси, папи и така натаму, па иако имале сериозна функција во црквата, но биле суви прачки, односно не дале вистински плод. Значи без разлика, значи која е нашата функција во црквата, значи, но ако таа прачка, односно самите ние не даваме плод, односно преку нас не се шири Христовата вистина, преку нас не се шири животот за кој дојде Христос да ни го дарува. Самите ние не го остваруваме она што предмалку го кажав, не се остваруваме како личности, не се очистуваме од злото, не стануваме богоподобни личности. Не ги исполнуваме Христовите заповеди, тогаш нема плод. Ние се сушиме, иако сме на лозата. И Христос вели, Отецот ја отсекува таквата гранка, како и лозарот, всушност ние знаеме, лозарот поминува и тие гранки што се исушени, тој ги сече за да може другите да не им пречат тие сувите гранки. И Отецот небесен, значи тоа е многу битен момент. Значи ние кои сме во црквата го немаме тоа право. Неколку пати Христос го говори тоа, особено на својата беседа на гората околу судењето. Значи, ние не сме тие кои треба да им судиме на луѓето. Отецот небесен, во името Христово, во името на лозата, преку Духот Свет е тој што суди и што сече. Не ние луѓето. Ние луѓето може само да расудуваме, односно да правиме разлика според вистината Христова, дали некој принесува плод или не принесува плод, а не да ги судиме луѓето. Отецот е тој што ја отсекува сувата гранка, но и тој е онај и што ја очистува лозата, за да принесе уште повеќе плод. Сега за тоа да те прашам за овој термин очистува, бидејќи ние во црквата многу често го користиме и го се разбираме, ама ајде и да објасниме што значи, во која смисла очистување, од што очистување? Значи, тоа е, значи, говоре предмалку дека Христос има пример од секојдневниот живот. Ако на лозата има суви гранки, односно ако во црковниот живот има луѓе кои не даваат плод, значи Отецот е оној што го разобличува нивниот лажен живот, Отецот небесен. Значи тој е тој што разобличувајќи го нивниот лажен живот, значи нив ги повикува на покаяние, а нас не повикува на расудување. Значи не да ги судиме, туку на расудување, да не го следиме нивниот пример, туку да го следиме примерот на тие што даваат плод. Тоа е момент на очистување. И сега, колку повеќе луѓето во црквата ги следат оние кои даваат плод, не случајно во едната Света Соборна апостолска црква, уште од периодот по Педесетница, па целиот овој период од 2000 години, самата црква си ги изнедрува оние кои навистина дале вистински плод пред Господа и пред црквата и пред народот, тоа се оние луѓе што ние ги нарекуваме свети луѓе. И ние се угледуваме на тие свети луѓе, на тие што дале плод. Нивните животи треба да бидат мотивирачки за нашиот духовен живот. Во историјата на црквата имало многу луѓе, реков пред малку, од обични верници до патриарси, папи и така натаму, за кои ние воопшто не се спомнуваме или ги спомнуваме во некој историски контекст, но не ги доживуваме, односно црквата не ги доживува како свети, не ги доживува како луѓе кои дале вистински плод. И тука и тој момент на очистување, затоа што Отецот наш небесен, во силата на Светиот Дух, во името Христово ги прославува луѓето. Односно својата слава им ја дарува нив. Значи, не тие да ја бараат славата, него Бог ги прославува тие луѓе. Бог ги покажува тие луѓе кои принесуваат вистински плод. И ние треба да се огледаме на таквите луѓе кои принесле плод, затоа што тие се огледале на Христос. Ќе
ќе се надоврзам на третиот стих и уште ова прашање сакам да ти го поставам, бидејќи овде се вели вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал. Дали процесот на очистување е едностран, бидејќи овде се вели Бог ги очистува прачките што даваат плод, или сепак и човекот има, да кажем, голема улога во процесот на очистување? Ова Христос што го вели, тоа е слично со кога кажува ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Ќе ве ослободи. Значи, вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал. Чисти во која смисла на зборот? Кога човек ќе ја слушне вистината, кога човек ќе ја разбере вистината, кога човек ќе почне да ја практикува вистината, тој веќе станува чист од невистината. Односно, чист од незнаењето. А станувајќи чист од невистината, од незнаењето, тој започнува да се очистува од сето она што го влече кон грев. И од таму и всушност и силата да се спротивставиме на гревот, односно на промашувањето или кршењето на Божите заповеди, односно кршењето на Божјата волја, на Божите насоки, кои секоја заповед Господова е насока, правец во духовниот живот. И сега, кога ние не ја следиме како што треба, ние одиме во погрешен правец и си правиме проблем и на себе си и на другите. Сега Христос вели, вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал, затоа што тој им засведочи што е вистината. И тие и го има тој дар на спознание на нештата, како што ово уште еднаш ќе го повторам, тоа е во 8 глава во Евангелието според Јован, ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Значи, они сте веќе ослободени од незнаењето, затоа што веќе се соочиле со вистинското познание, со вистинската вистина. Но сепак човек треба да посака вистината за да го ослободи вистината. Понатаму сега, тоа е сега тој друг аспект. Значи, кога ќе ја спознаеш вистината, значи, како прачки на лозата. Значи, Христос ти дава се, ама ти треба да го примиш тоа во себе си. Значи, да го примиш тоа во себе си и полека, значи, тој процес да го започнеш на тоа да живееш со таа вистина, да живеејќи со таа вистина да те очистува од се она што ти оневозможува да дојдеш до вистинскиот плод. Затоа што на секој Христов ученик мотивот е да принесе вистински плод, односно самиот тој да стане плод, односно самиот негов живот да стане плод, плодоносен, односно да биде осмислен, да биде исполнен со смисла, да биде исполнен со вистина. Христос не открива вистината, но ние сега треба таа вистина да ја внедриме внатре во нас. Тоа е животот на прачката на лозата, всушност. И ако таа вистина, тие живоносни сокови кои доаѓаат од Христовото Евангелие, од евангелската вистина, ако ние не ги примаме внатре во нас, ние ќе почнеме да се сушиме. Тоа е. И ќе бидеме исечени. Во наредните стихови Исус ја дообјаснува почетокот на своето кажување на параболата и сега на негов јазик и на јазик познат на апостолите им вели бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Ова е многу пластично кажано. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Но има во ова, верувам, некоја многу подлабока, по таинствена димензија. Како да бидеме во Христос? Физички, духовно, на кој начин да ја оствариме таа релација? Тој е моментот на крштевањето. Значи, ќе објаснам. Крштевањето, самиот термин крштевање можеби не до крај го објаснува значењето на тоа што Христос сака да ни каже. Баптизо, онака на грчки, значи да се потопиш, односно да влезеш во. Значи, со крштевањето, значи ние го прифаќаме Христос како наш спасител, како наш Господ, како наш единствен цар, како наш единствен Бог, како наша единствена лоза, насока и така натаму. И ние излегуваме од и влегуваме во. Излегуваме од отпаднатиот свет и влегуваме во Христос. За да преку Христос се подготвиме за Царството Божие. Значи, ние сме во Него. Значи,
живејќи во неговата вистина, односно во силата на Пресветиот Дух. И сега, затоа што сме крстени, затоа што сме учествувале преку крштевањето во Христовата откупителна жртва, затоа што сме откупени, сме го примели тој дар на откупеност и така натаму, Христос ни овозможува и директно за сведочување на нашето единство со Него. Да бидеме во Него и Он во нас. Тоа е светата тајна Евхаристија. Христија, да. Односно светата тајна на благодарењето или светата тајна на причестувањето, кинанија, или светата тајна на заедништвото, на заедно, да бидеме заедно. Тоа е светата тајна на заедништвото. И ние кога се причестуваме со Христос, затоа што самиот Христос го кажа тоа, кој го јаде телото моје и пие крвта моја ќе биде во мене и јас во него. Значи ние кога одиме, односно кога учествуваме на светата литургија и кога го примаме телото и крвта на нашиот Спасител, значи ние на тој начин засведочуваме дека сме негови, дека сме во него. И затоа оваа света тајна причест, за разлика од останатите, ова, например, крштевањето, миропомазанието, е света тајна во која треба што почесто да учествуваме. Односно, што почесто да го засведочуваме нашето единство со Христос. Затоа што, еве, прачката на лозата. Значи, прачката ако не црпи сок, живоносен, крај, се суши. Ако ние престанеме да го засведочуваме единството со Христос, односно ако престанеме да засведочуваме дека сме во Него, со тоа што се причестуваме со Него, со тоа што живееме Неговата вистина, ние ќе почнеме да се сушиме. И затоа, брат Ведран, во реалниот црковен живот имаме многу христијани кои се нарекуваат христијани. Значи, но гледаме дека тие не принесуваат плод. Не судиме, да не разбере некој, не е целта да судиме некого, туку расудуваме. Просто гледаме дека тие луѓе се декларираат како христијани, но не принесуваат никаков плод. Зошто не принесуваат никаков плод? Затоа што тие не сакаат да бидат во Христос. Тие не сакаат да бидат со Христос. Тие не сакаат да бидат прачка на лозата. Или прачка што ќе пие живоносен сок. Зошто? Го говоревме тоа на предмалку. Тоа е проблемот на изборот. Значи, тоа е чудна работа. Мислам, тоа никој до крај не може да го објасни тој феномен. Зошто? Тоа е тоа. Целата работа е проблемот на изборот, но има и друг момент. Еве јас како духовен раководител се соочуваме и со моментот на неразбирање на вистината. Значи, и затоа Свети Климент Охридски ова повторува на свештеноначалниците, значи на епископите, на презвитерите, дека непрестано треба да го сведочат евангелието, да го хранат народ. Значи тоа е тоа. Значи, да ги потикнуваат луѓето да бидат во Христос, да ги хранат луѓето со евангелската вистина. Нема, колку е процесот на отпаднатост поголем, толку и е духовната инерција кај таквиот човек голема. Значи, те влече назад. Значи, тоа треба процес, не е лесно. Сега да те прашам и за овој радикален исказ на Исус, бидејќи тој вели дека без мене ништо не можете да направите. И уште вели, ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор, како прачката, и ќе се исуши. А таквите ќе ги соберат и во оган, ќе ги фрлат и ќе изгорат. Се ова малку страшно звучи. Да го страшно појасниме. Во овој свет не знам што не звучи страшно. Добро, и тоа е точно. Значи, а за мене најстрашно е да бидеш надвор од Христос. Најстрашно. Тоа исто како да бидеш, како да кажам, надвор од животот, а мислиш дека живееш. Да, како кога се спремавме за емисијата, јас те прашував за смислата и ти ми рече како може да има смисла надвор од смислата. Нема смисла надвор од смислата. И сега Христос вели ќе биде исфрлен надвор. Односно надвор се мисли надвор од совршената состојба на постоењето, од Царството Божие. Значи, но за жал Христос ни открива и таа вистина, дека не сите ќе донесат, односно ќе принесат достоен плод, живеејќи како негови ученици во овој свет, за да влезат во Царството Божие, во таа совршена состојба на постоење. И тие што нема да принесат достоен плод, односно нема да се подготват внатрешно, себе си нема да се подготват за можноста
вечно да постојат во таа совршена состојба на постоење во Царството Божие, вечно да постојат во животот и со изворот на животот. Таквите ќе бидат изфрлени надвор. Како што всушност и прачките кои се исушени, ова лозарот ги сече, ги собира и во оган ги фрла. И сега, тука има уште еден момент, значи, тој момент на неможност човек да учествува во Божјата љубов, во Божјата вистина. Всушност, многу на современи теолози и теолозите во минатото на црквата свети оци говорат дека гената, или да кажам таа состојба на вечна оддалеченост од Бога, што ќе се случи по второто Христово доаѓање, по воскресението од мртвите, по страшниот суд и така натаму, таа состојба е неможност на душата, на личноста да учествува во Божиот живот, во животот. И тоа е најстрашна маса. Всушност тоа е субјективна состојба на самата личност. Да, значи не е казна. Да, значи тој избира, таа личност избира да не учествува во животот. Значи ти живееш живот кој не е жив, кој нема живост во себе си, нема смисла во себе си, нема живоносен сок, нема вистина. И тој живот е пекол, темнина. Добро. Доста за овие страшни работи. Но да, страшни се, но еве да ја видиме нашата секојдневност. Гледаме ние луѓето со пекол во себе си, што прават во овој свет. За жал, Да, шират пекол, шират немир, шират темнина, шират вознемираност, шират страдање, болка, неправда. Тоа е и сега еве на луѓето и да им биде јасно всушност од каде извира пеколот, значи адската состојба од тие души што се уподобуваат на адот, односно се уподобуваат на демонот, кои не принесуваат од Бога благословен плод, туку принесуваат плод од злото. Тоа е тоа. И ние гледаме кои се плодовите на злото, но слава на Бога, гледаме и кои се плодовите на доброто, на добриот и они што се во доброто, во животот. Тоа е. Понатаму наредниот стих ме инспирира да те прашам нешто за молитвата, бидејќи тука се вели ако останете во мене и зборовите мои останат во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви биде. Да. Значи, ние гледаме од житијата на светите луѓе. Гледаме од историјата на раната црква, дела апостолски, кога баш после Педесетница, кога апостолите биле баш онака исполнети, водени од силата на Пресветиот Дух, каква била нивната молитва. Значи, секој барање, односно секој однос кон Бог, значи, бил конекција, да го употребам тој збор, биле во допир. Значи, едно биле со Божјата волја. Па тоа е природна состојба за Тоа е природна состојба, да, тоа е рајската состојба. Мислам, ние живееме во таква состојба што ни е природно да сме оддалечени. Тоа е апсурдно и страшно. Да, значи во рајската состојба нашите прародители Адам и Ева облечени во светлината Божја, значи кога биле во Божјата волја, водени од Божјата волја, значи пред падот, значи се што ќе побарале имале, затоа што самиот извор на животот и на постоењето бил со нив и тие биле со него. Што можеш повеќе од тоа да побараш? Да, што можеш, да. Сега, но Христос, тоа е многу битно, ова е за мене многу битна порака. Значи, ако вие останете во мене, односно говоревме пред малку, што значи тоа да бидеш во Христос? И потоа вели, изборовите мои останат во вас. Ние гледаме денеска, брат Ведрон, дека имаме христијанство без Христос. Имаме христијанство без Евангелие. Имаме христијанство без црква. Тоа не е христијанство. Не е христијанство. Имаме христијани кои не се во Христос. Кои, не знам, personal Jesus, некои си имат своја некоја перспектива, проекција, но верувам во Бог, ама не верувам во црквата. Да, има разни, да. Значи, понатаму и кога го зборуваме ние со таквите типови на христијани, ние гледаме дека зборовите Христови не се критериум, да. Да, не се да тие гледаш нешто, значи
дури им пречат. Тоа е за мене навистина така вознемирувачки се да говориш со некој човек кој се декларира дека е христијанин или дека се декларира дека е свештенослужител на црквата, например епископ или презвитер на црквата и така натаму. И говориме за суштински работи, значи говориме за Христови зборови, ние гледаме дека тие не ги прифаќаат Христовите зборови или одмамнуваат со рака. А Христос вели: "И зборовите мои треба да останат во вас." Значи вистинат, зборовите негови се неговата вистина. Зборовите негови се семето на вистината, што треба да пушти корен да даде плод во нас. Тоа е таа прачката да биде жива. И ако не сме во него, ако зборовите негови не се во нас, тогаш како ние да бараме од него и он да ни даде? Па што бараме ние? Што бараме ние? И вика Господ, не ги исполнува моли. Пак не ги исполнува. Затоа што не сме во конекција. Затоа што живееме по своја волја. Односно, прашањето е кога ќе кажеме ние живееме по своја волја, што тоа се подразбира по своја. Кој знае по чија волја живееш? Тоа е многу интересен момент за кој треба исто така да говориме. Значи, и нема сила во црковниот живот, нема сила во црковната заедница, нема присуство на Светиот Дух. Зошто? Затоа што ние во Христа не сме останале и зборовите негови ги нема во нас. Односно, неговото евангелие не е во нас. Ние не го живееме неговото евангелие. Ние живееме неговата вистина. И тогаш нема сувое, нашата молитва останува празна, неуслишана, нема плод. Но Христос вели: "Бидете во мене, зборовите мои да останат до вас, тога се што ќе посакате, барате и ќе ви биде." И тоа еве на оние што не гледат, нека поразмислат малце кога ги слушаат овие нешта, нека поразмислат за својот живот. Доколку се декларираат како христијани православни, нека размислат малце за својот живот. Нека размислат за тоа дали се во Христос. Но не според својот критериум, туку според Христовиот критериум. Да размислат дали Христовите зборови се внатре во нив. Дали се хранат со Христовото евангелие. Дали го читат Христовото евангелие. Дали се хранат со неговите зборови, со неговата вистина. Дали живеат во неговата вистина. Тоа е тоа. Да не заборавиме дека минатата емисија го обработувавме текстот што е 14-та глава, што е всушност овој текст е одма после тој текст. И тука повторно Исус им рече на апостолите: "Со тоа ќе се прослави мојот Отец. Ако вие принесувате многу плод и ако бидете мои ученици." Што значи ова е многу и важно за тој контекст во кој биле апостолите во Јудеја тогашна, каде што тие веруваат во едниот Бог. И потсетува Исус дека ако ги исполнуваме неговите заповеди, всушност ја исполнуваме волјата на Отецот. Така е. Значи, ово е многу битно. Мислам, јас овој текст, односно, ова ми е крајно љубена глава од Евангелието според Јован Богослов, и секој збор тука, брат Ведране, мислам како и се во Евангелието нас овде, но ова е многу битно. "Со тоа ќе се прослави мојот Отец ако вие принесувате многу плод и бидете мои ученици." Значи, ние се што правиме во слава на нашиот Отец Небесен, во името Христово, во силата на Светиот Дух и во Светата Црква. Значи, доколку ја бараме својата слава, тоа значи ние ќе го храниме своето его. Ние ќе храниме својата гордост, својата суета и така натаму. Тоа нема духовен живот. Таму кај што постои его, кај што постои гордост, кај што постои суета, кај што постои манипулација, само залажување, манипулирање на другите, крај. Тука со духовност, со вера, со евангелие, со црква, со христијанство православно не станува збор. Но ако се што правиме како синови и ќерки на нашиот Отец, на нашиот Отец Небесен, во името Христово, во силата на Светиот Дух, ако живееме како Христови ученици, и Христос тука потенцира ученици, значи ти кога си ученик имаш прво деление, до се 9-летка има сега. Значи тој е процес. Значи Христос кажува дека да бидеш негов, да бидеш прачка на лозата, е процес во кој треба да растеш, во кој треба да се развиваш, во кој треба да се усовршуваш, во кој треба да се очистуваш. Како ученикот, ние знаеме како изгледа ученик
во прво деление, па кога ќе заврши на пример деветолетка, па после средно, па факултет или докторат и така натаму, гледаме еден цел процес, така и духовниот живот. И врвот на духовниот живот е кога ќе принесеме вистински плод во слава на Бога, во слава на нашиот Отец Небесен. А кој е вистинскиот плод? Кога ќе се принесеме себе си како богослични битија. Кога ние ќе станеме слични на нашиот Отец Небесен. И тој во нас ќе препознае дека сме ние синови и ќерки негови преку Христос. Тоа е и слава се принесува на небесниот Отец. И тогаш небесниот Отец нас не прославува со својата слава, со својата љубов, со својата радост. Да, прекрасно, мислам, ова прекрасно звучи, но Христос им дава едно послушание на апостолите, како да знае дека да, колку и да е благодатно се во ова, останувањето во неговите зборови и заповеди, тоа не е баш лесна работа. И тој им кажува, како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Но да не заборавиме дека Исус се предаде себе си, дека беше распнат за да остане во љубовта на Отецот. Треба и... Кога ова треба да се објасни. Значи, љубовта е секојаш врзана со жртва. Но жртвата треба да ја разбереме како највисок плод на нашиот однос кон другиот или кон другите. Значи, тоа е највисок степен на разбирање и соучество во животот на другите луѓе. Да љубиш некого, што значи да му се предадеш. Значи, својот живот да му го предадеш нему. И обрат. И кога Христос говори дека ја запазил љубовта на Отецот, таа љубов во која е тој заедно со Светиот Дух во вечноста и од вечноста, че тоа е малце за нас неразбирливо, говоревме и во првата и втората емисија, но Христос не повикува на таа љубов. Христос не повикува на таа љубов и он апостолите ги повикува да останат во таа љубов, во мојата љубов. Но им вели, ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја. Или како што во минатата глава што ја работивме, Христос вика, ако ме љубите, запазете ги моите заповеди. Значи, Христос сака ова да ни го објасни, Свети Јован Златоуст ова поентира многу убаво. Значи, Христос како лоза, и коренот е Христос, и коренот е љубов, и лозата е љубов, и прачките се љубов, и плодот е љубов, се е ljubов. Но ние, за да останеме во љубовта, треба да ги исполнуваме неговите заповеди. А неговите заповеди се тие живоносни сокови, или предмалку ги нареков насоки. Затоа што во овој свет, вистинската лоза, ни кажува кој е вистинскиот правец во кој треба да се развива нашиот процес на личностно усовршување. Значи, неговите заповеди се оние насоки кои нас ни даваат до знаење да не заскитаме. Гледаме ние денес и на личностен план како заскитуваме, не слушајќи ги неговите заповеди, но и на црковен план. Гледаме за многу проблеми, например, во животот и на нашата помесна црква и на целата црква. Значи, и зошто се случуваат тие проблеми? Затоа што ние не остануваме во неговите заповеди. Односно, не ги решаваме проблемите, односно, не ги решаваме искушенијата, што ни доаѓаат од паднатата природа и од злиот, на Христов начин. Тука ги решаваме на проблематичен начин, по логиката на паднатиот свет или по логиката на нашиот проблематичен его интерес. Тогаш нема решение. Нема решение за никој проблем. И затоа, например, се случуваат многу нешта со кои ние се соочуваме како нелогичности во нашиот црковен живот, личностен живот и така натаму. Многу едноставно се решаваат проблемите. Многу едноставно. Просто треба да ги исполнуваме Христовите заповеди. Многу едноставно е. Да, ама... Јас ќе ги прелетам сега овие стихови, за ова може многу да се зборува, па ти искоментирај ги. Овде воедно Исус ја дава дефиницијата за совршена љубов. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Тамо кај што има љубов, има радост. Тамо кај што има радост, има љубов. Љубовта и радоста се синоними за вистинскиот живот. Тоа е.
Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Тоа е вистинскиот плод на љубовта, жртвата кон другиот, да се принесеш за другиот. Тоа е моделот на совршената состојба на постоење. Живееш за другиот, тој другиот живее за тебе. И тоа е совршената тоа е царството Божјо. Да, но дали жртвата има смисла надвор од Христос? Бидејќи ако надвор од вистината не, затоа што може би да бидеме излажени, затоа што има примери во историјата на човештвото кога многумина трнале по погрешна лоза, не по вистинската лоза. Значи убави пароли, рамноправност, братство, социјална правда и така натаму, човекови права, се убаво звучи тоа. Дури имаме и луѓе кои се жртвувале. Својот живот го жртвувале за убави зборови, но која е позадината на сето тоа? Ако не сме на вистинската лоза, тогаш вистинската љубов не може да ја разбереме и вистинската радост не може да ја разбереме и до вистинскиот плод нема да дојдеме. Но сепак, кажавме, ние не сме тие што судиме. Отецот Небесен, судот го даде в раците на нашиот Спасител. Нашиот Спасител, оној што умре за нас на крстот, оној што не откупи, оној што ја формираше црквата како спасително тело, оној што го испрати Светиот Дух, оној што ни ја даде вистината, тој ќе не суди. И сега, ќе не суди според нашите дела, но тој ќе знае дали тие дела се направени во сокот на смислата или не. Затоа ние не треба да влегуваме во тие нешта, но како христијани треба да предупредуваме дека во овој свет има проблематични лози, односно проблематични под наводници вистини кои не се вистински, а кои се нарекуваат вистински. Значи кои повикуваат кон некаква насока, правец, кои повикуваат кон некаков плод. Но ние гледаме дека многу често таквите нешта завршуваат катастрофално и за тие што се приклучили за многумина околу тие проблематични идеологии. Затоа човек треба да внимава каде е како прачка, дали е на вистинската лоза или не. Многу поенти има овој текст. Немаме толку време за да ги обработиме сите. Јас само сакам да ги опфатиме барем малку. Јас се сеќавам кога го читав овој текст прв пат, кога го прочитав, вие сте ми пријатели. Да. Јас се сецнав. Бидејќи Господ ги нарече луѓето што ги создаде своји пријатели. Како Бог своето создание го третира на ниво на пријател? Така. Па нашиот Творец, Отецот Небесен, првите луѓе, Адам и Ева и сите оние што преку нив ќе добие постоење ако не отпаднавме од таа рајска состојба на постоење, значи сите ние ќе бевме пријатели Божи, како што и пророците беа пријатели Божи. Но гледаме во Стариот Завет еден друг однос кон Бог. Значи сепак тука има страв, значи ти си слуга, роб и така натаму и така натаму. Со доаѓањето на Месијата, со откривањето на вистината таква како што е, значи за вистината за Бог таков како што тој е, преку Христос, преку Месијата, Бог, Отецот Небесен, преку својот единороден син, односно преку Месијата, први на апостолите, а после тоа на сите оние што ќе примат вистината преку апостолите, ги повикува да бидат негови пријатели. Ама кога си пријател со некого, ти стануваш интимен со него, ти си близок со него, нема дистанца тука. Значи, и тоа е таа блискост. Значи, ние гледаме во животите на светите подвижници. Значи, гледаме така една близкост со Бог. Од една страна близкост, пријателство, од друга страна стравопочит. Во исто време. Да. Од една страна огромна љубов и предаденост, од друга страна внимание. Затоа што се уште сме во овој свет. Се уште сме во овој свет и може егото, знаете, егото е страшно, тоа е ѓаволот во нас. Значи, он преку егото, тоа е престолот на сатаната внатре во нас. Егото дека не се очисти, но тоа е тоа. Во исто време и пријателство, но во исто време и стравопочит. Значи,
едно разбирање, исто како и пријателите во овој свет. Значи, ние треба да го негуваме пријателството, да, но во исто време да внимаваме тоа пријателство да не го загубиме, затоа што многу лесно се губи пријателството. За жал во овој паднат свет, знаеш, помисла, состојба, недоразбирање, толкување, вака, така, пријателство, да, но тоа пријателство се одржува затоа што е изградено преку љубов, преку жртва и затоа што пријателството шири радост. Но изградено е преку жртва, но и се одржува преку жртва. Тоа е формула. Мислам дека и ова е исто клучно, сакав да го поврземе со црквата, бидејќи самиот збор, односно овој стих лежи во суштината на зборот црква, еклесија. Еклесија, да. Вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесете плод, и плодот ваш да остане, да што и да посакате од Отецот во мое име да ви даде. Зборот еклесија значи собрание свикано преку повик. Така е. Раните Тоа го кажува Тоа е Исус дефиниција. во овој стих. Да. Значи, и во 6-та глава од Евангелието според Јован, таму Христос вели, никој не може да дојде при мене ако мојот Отец не го повика. Значи, да си биде член на црквата, значи, тоа значи да го примиш Божиот призив. Да го примиш повикот на вистината, самиот ти да живееш во вистината, самиот ти да станеш вистина, самиот ти да станеш жива прачка на лозата. Но тоа е оној што не повикува. Бог, Отецот наш небесен, во Христа, преку Христа, во Неговото име, во името на откупителната жртва, во силата на Светиот Дух, тој не повикува. Тој не буди, тој не собира. И сега, и тој момент во црквата, значи, кога живееме во црковната заедница, веднаш се чувствува кој човек е во црковното заедништво со призив, со духовна разбуденост, значи, разбуден му е духот, во него делува духот свет и тој принесува плод. Од оние од кузне кои мотиви се во црковната заедница. Бидејќи времето не гази веќе, одет само еден завршен збор за овој последен дел од стиховите. Ако светот ве мрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од овој свет, туку јас ви избрав од светот, затоа светот ве мрази. Да, ние говоривме како една црна линија, можам да кажам, во аспект на онаа светла линија. Цело време говоревме за паднатиот свет. Всушност космос на грчки, под свет Христос го подразбира отпаднатиот начин на постоење во овој свет, односно отпаднатиот, односно оној начин кој е спротивен на постоењето во рамките на Божите вистини и вредности. И Христос вели, светот ве мрази, односно сите оние што ќе живеат во тие состојби и вистини кои се спротивни на Бога, тие луѓе, односно тие што ќе живеат во таа состојба, ќе ги мразат Христовите ученици, затоа што го замрази и самиот Христос, затоа што оние што живеат во темнина не ја сакат вистината. И затоа и самиот Сократ ќе каже, нема ни еден човек поомрзан во овој свет од оној што ја говори вистината. Самиот Сократ, како на начин пророчки како да говорил за самиот Христос. Христос кога открива полнотата на вистината, ние гледаме како светот и оние што се по логиката на овој свет реагираат на него. Но слава на Бога, ние гледаме и како реагираат оние што се со отворени духовни очи за светлината и за вистинскиот живот, и оние што разбираат дека Христос е вистинската лоза, која дава живот, живоносен сок и која овозможува вистински плод, вистинско осмислување на нашиот живот и во овој свет и во вечноста. Цивица, ти благодарам за волку време. Мислам дека се обидовме колку можевме да го објасниме текстот. Текст, овој навистина изобилува со многу информации, со многу пораки. Еве, јас што собрав од светите оци, така го ставив во овој контекст и се надевам дека сите оние што ќе не слушаат внимателно, па ќе морате неколку пати да ја погледаат оваа емисија, па и сите овие што ги снимаме, затоа што не се едноставни, но кога ќе ги разберат овие работи, брат Ведрат, навистина Евангелието ќе се отвори таа вистинска светлина живоносна на Христовата вистина. Цивица, ти благодарам. Благодарам и на тебе. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам. Гледајте не во наредната емисија, ќе зборуваме на тема патоказ.